Со Венко Андоновски, еден од највлијателните македонски современи автори и универзитетски професор, разговараме во Струмица по промоцијата на неговиот последен роман Александар Јава кон Запад. Тоа е поводот за разговорот, а може да биде и тоа што пред минатата година се заокружи четврт век од првичното објавување на култниот роман Папокот на светот, дело што отвори нови хоризонти во македонската проза и ја предизвика нашата самосвест, како и односот кон сопствените вредности. Во разговорот допираме теми за книжевната амбиција, антропоцентризмот, културата на премолчување и судбината на херојот во современиот свет. Ова е интервју за литературата како совест и како отпор. Господине Андоновски, ви благодарам што прифативте да го направиме ова интервју. Добро ве најдови, благодарам за поканата, навистина сте многу внимателни. Поверете. Често ја среќавам забелешката дека писателот се создава низ животни околности, но и внатрешниот повик. Кои беа клучните ваши контексти, семејни, културни, духовни, што ве насочија кон перото? Прво ќе кажам, затоа што прашањето е многу тешко. Знаете, писателот се состои од многу контексти. Тоа е фактички како една, не знам, како некоја пајажина која ама ја плетеле многу пајаци и многу моменти во животот ја создале таа пајажина. Јас, например, најрано што помнам дека сакав да рецитирам песни, уште како дете. Сакав да рецитирам песни и почнав да се срамам од тоа во еден момент кога моите родители почнаа да ме фалат, дека тоа добро го правам, па ќе дојдат гости, па ајде. И некако во тој момент помислив дека е можеби добро јас да ги пишувам, а некој друг да ги рецитира. Еве, ви кажам само еден контекст. Тоа е една наслојка од мојата личност која можеби ме повикала да почнам да пишувам. Второ, рано се описменив и многу уживав да пишувам букви. Јас уживав во убавината на секоја буква. Може и таа графолюбов, љубов кон графемата, исто нешто значела, од каде доаѓа не знам. И трето, тоа често го кажувам, имав 4,5 години кога ме однесува на летување во Светинаум, во конаците кои тогаш се издава. Тетин ми и татко ми ме носеа во манастирот, јас влегував внатре и знаете дека таму има цели одронети парчиња од фреските, не достигаат, нели? Јас тие фрески ги доживав како некои приказки и постојано ги прашував, а што има овде сега? Како сега овој човек дошол на оваа фреска, овој човек, тоа за мене беа луѓе. Христос беше човек, нели? Сега како се случило ова? Како се случило? И тие не се сеќавам што ми одговараа, меѓутоа некако таа представа дека ние ја имаме целината на светот, ама има многу одронети и темни места, дека е задача на писателот. И по многу години, по 30 години од тоа детско искуство, кога ми раскажуваа, мене ми интересира празните места. Што имало? По 30 години јас ја напишав фрески и гротески која буквално го симулира тој процес на реставрација на оштетени места во приказната. Што правив? Ќе напишам расказ, намерно ќе го оштетам, и на оштетеното место вршам реконструкција во фуснота, што е пак нов расказ. И така мислам тоа, еве два контекста имам. Инаку ако мислите на нешто семејно, не. Татко ми е првиот писмен човек во нашето семејство, новинар бил, завршил, значи немаме некоја семејна лоза или генетика која би водела кон такво нешто. Да, прашањето е повеќе и во контекст на она што го зборуваше Блаже Коневски во еден од своите есеи, дека детството е тоа ковчеже со бесценетости кое што го отворате и подоцна во вашата зрелост вадите и теми и мотиви на кои што им се навраќате, кои што ги преобликувате во книжевни дела. Детството е според мене најважно. Ако мене ме прашувате, јас се што сум напишал на некој начин е или зачнато во детството како проблем, кој тогаш не ми бил јасен, нели? Меѓутоа, јас стварно верувам не само во таа Фројдова теорија дека се формира човек до толку и толку години,
Меѓутоа, детството е еден период кога вие немате развиено логички апарат, а штом немате развиено логички апарат, вие не сте способен за пресметка, за сметка, за ќар, за договор, Вие наивно го гледате. Зашто се вели детски очи? Детски очи се затоа што целосно наивно го гледаат без интерес светот, а една од дефинициите на уметноста е дека таа е безинтересна дејност. Така што моето детство, посебно тоа што живеевме на периферија, што припаѓавме на една средна работничка класа, иако моите беа просветари, тоа беше средна работничка класа. Па сите тие игри по улиците, па крадевме овошје, имаше овоштарници тука на тој потез во Влајна кај Ѓорче, покрај Вардар растевме. Сето тоа создава, знаете, некој духовен пейсаж кој подоцна во животот го барате и го опишувате во своите романи. Така што тука сте апсолутно во право, детството кај мене и не само кај мене. Еве, сега Владо Урошевиќ пред, не знам колку, пред 2 години напиша роман Маџун, прекрасен роман, се врати на овие своји 90-ти на години колку што има, се врати во детството да ги долови мирисите на сладкото што е готвено, но кога читав тој роман, мене ми беше криво што јас не сум го напишал, меѓутоа после сватив дека тој роман за детството е можеби па дисперзиран во сите мои други романи, помалку во некој сегмент. Апсолутно. Па и Славко Јаневски, кој што во повојниот период се смета за еден од авангардните автори кои што не се потпираат на фолклорната традиција, туку носат еден современ и модерен израз, зборува за важноста на приказните во семејството, кои што не само што го поттикнувале детето мислител и раскажувач, туку биле и медиум за вредности, за раскажување, за советување и забава. Прво вака, јас припаѓам на оној тип луѓе кои веруваат дека човек се раѓа во јазикот. Не се раѓа во акушерска клиника, дека има едно многу поважно раѓање во јазикот, а има и уште едно раѓање писателот, кога во тој јазик, што му е мајчин јазик и на кој проговорил, ќе почне да му наоѓа мани и да го поправа. Во тој момент станува писател. И поетите бараат метафора, која е лажен збор за нештото, затоа што сметаат дека повеќе тој збор ја отсликува суштината на означеното нешто. Значи, метафорите се доказ дека ние не сме задоволни од тој јазик и дека сакаме да се родиме и во еден нов, книжевен, како што го викаат теоретичарите, второстепен јазик. Што тоа значи? Тоа значи дека ние, ако не сме задоволни од јазикот, веруваме дека тој не одразува добро стварноста, а тоа значи сомнеш и во стварноста. И затоа јазикот станува подрачје на создавање стварност. Јазикот е глина, со која ви се дава шанса уште еднаш покрај Создателот и вие да создадете своји светови. Сега, знаете, вие секојаш тргнувате од овој свет, за да биде приказната воопшто разбирлива, прифатлива, веројатна, аплаузабилна. Меѓутоа, вие толку многу додавате, што не сте свесни дека навистина креирате нов еден свет. Например, јас многу сакам, кога ја читам Вештица, многу сакам по кој знае кој пат, иако сум ги напишал тие поглавја, да влегувам во поглавјата на љубовта меѓу Јована и Падре Бенџамин. Внимајте, не постои никаква веројатност, значи, од оваа стварност, од овој свет, тоа да се случи. Католички свештеник, па уште ангажиран од инквизиција, да се влюби во жена од православниот свет, обвинета дека е, значи, толку многу неверојатност има тука, што вие треба да вложите многу напор да таа стварност ја направите прифатлива за читателот. И кога читателот ќе се заплаче на онаа сцена кога таа последната вечер пред неа да ја изгорат на клада, тој влегува да ја посети и таа му говори еден монолог. Не плачи, таа го теши него. Не плачи, нели, не плачи, па ние го изживеавме нашето, воопшто не е важно колку денови и така натаму и така. Јас уживам што тоа станало стварност, а знам дека станало стварност затоа што
читателките, најчесто читателките, а и читателите, ми велат дека тука плачат. Па сега, знаете, една од одликите на светот е дека може да ве расплаче. Така што писателот создава стварност. И тоа воопшто не е, знаете, некој вели, писател со зборови работи. Зборот создава стварност. И од вештината на писателот зависи дали таа стварност читателот ќе го расплаче, ќе го насмее, како во овој последен мој роман, кај што сакав да го насмеем и така. Би се вратила овде на романот Александар Јава кон Запад. Имам чувство дека овој роман е една пародија, односно се разбива со него македонскиот мит за Европа. Колку всушност имавте намера да го направите тоа со овој роман? Второ, беше ли тоа лична храброст, колку и да се криеме зад фикцијата на романот? Да се искажат гласно некои ставови за, да речеме, потеклото на Гоце и Александар, разобличувањето на некои митски представи за Европа, па дури и за нашата реалност собствена, ако се знае дека ние всушност живееме во време на политичка коректност. Знаете што, тоа политичка коректност јас не го признам. За мене постои само естетска коректност. Јас не знам од кога го измислија тоа политичка коректност и почна да го применуваат и на уметнички дела. Уметничкото дело. Не, говорете. Затоа што ние всушност го сведочиме времето во кое што постојано нашите државници, па и јавните личности со свој личен интегритет, подклекнуваат пред различни милион порази современи македонски. Разбирам. Меѓутоа, јас сакам да ви кажам дека се што е употребено во врска со филозофија и со уметност, а бара политичка коректност, всушност ја уништува и филозофијата, и слободното мислење, и уметност. Еразмо Ротердамски, кога ја напише пофалба на глупоста или на лудоста, како што ја преведуваат некои за да ја одземат од тежината, воопшто не мислил да биде политички коректен. Волтер, да речеме, кога го пишува својот роман Кандид, тој едноставно се пресметува и со филозофите, прави иронија на она најдобар од сите можни најдобри светови, се пресметува со свештенството, се пресметува. Така што јас во овој роман решив да бидам коректен кон вистината која за историјата, вистината ја соопштувам само како пародија. Знаете, прекуглава ми е веќе од толкување на историјата. Историјата секој си ја толкува како што си сака. Јас си кажав и на промоцијата. Србите ги дале буквите на словените, бугарите ги дале буквите на словените, македонците ги дале буквите. Грците велат не. Глаголицата и кирилицата е земена од нашето писмо, што исто така е во дел точно. И знаете, кога така ќе погледнете, добивате една каша од која ви се гади од историјата. Историјата личи како на нерешен случај на убиство во романите на Агата Кристи. И сакате едноставно да станете Херкул Пуаро, ама не да го откриете убиецот, туку сите да ги изсмеете. Затоа што сите учествувале во тоа убиство и историјата е можеби дискурс на кој најмалку треба да му веруваме, а луѓето се држат како за свето писмо за тоа, посебно оние што имаат интерес за национализам и за шовинизам, тие до историјата се држат како Библија. Јас решив едноставно да тие луѓе историски величини да ги поставам денес, да дојдат, да видат што се случува и да се однесуваат како нормални луѓе. Додат во кафана да пијат пиво, да имаат проблем со јавно ВЦ, не може да најдат. И така да го видат овој свет, а вие рековте пресметка на, како рековте, на митот на македонецот за Европа. Да, тој има гологија. Ние, не само македонците, цел Балкан ја гледа Европа уште како нешто што, не знам, раскошна некоја кула вавилонска во која има и изобилие и се и така натаму. Иако вистината е нешто сосема друго. Вие гледате колку проблеми имаат тие европски земји, дека таа зграда се урива полека, дека како и се во светот.
Точно е тоа, јас сакав да расчистам со тој мит за Европа како за сјајно место, како за најдобар од сите можни најдобри светови, да го парафразирам Волтер. Меѓутоа сакав да расчистам и со некои наши, знаете, гледишта, како што ние ја гледаме Европа и Запад не гледа нас. Тоа е обратната имагологија и во право се кога вела дека ние претеруваме и со национализам, и со... Таму има... Апсолутно. Таму има еден лик, например, ја многу си го сакам, од моја драма е извлечен тој лик и ставен во тој роман. Има еден лик, се вика Олошот, кој што ви тврди дека сите народи на светот се потекнуваат од македонците и ги зема за пример шкотландјаните. Доказ му е што свират на гајд, нели? И што носат оние килтови кои подсетуваат на нашите скудалиња. На самокритика, на самоизложение. Има, апсолутно. На жестока критика е изложено и она слепа верба во новиот западен свет, но и она закостенето држење за нужникот на предците. Знаете, мислам и тоа е веќе претерување, до толку да бидеш задоен од својата историја. Тоа навистина не отвара перспектива. Слушавме и на промоцијата дека зборувате за времето и условите во кои што го создавте овој чекајки роман и што тоа значи. Меѓутоа, многу ме потсеќа стилот во романот на вашите колумни, например. Дали можеби во Зародиш прво беше некој расказ, некоја колумна, а потоа стана роман? Раскажете ми нешто околу тоа. Да ви објаснам вака, многу мои пријатели, и пријатели што си ги сакам и што ги ценам, ми велат дека премногу високи теми поставувам во романите, во папокот на светот, во папокот на светлината. Вештица некако ја сакаат затоа што е жива, има љубовна, некоја пулсира, некоја љубовна приказна. Меѓутоа за папокот на светот и за папокот на светлината велат дека се преамбициозни за поширок круг на луѓе, а сакаат да ме читаат. И јас едноставно решив, бидејќи пак пишувам еден таков роман од типот на папокот на светот, тежок, нели? И од папокот на светлината, се вика Капиларот на Исус. Повторно таму има филозофија, кој сум, што сум, Бог, дали бил човек, дали... Решив да ја спуштам малку температурата на текстот. Да напишам нешто, вие рековте, ви личи на колумните. Некој ми рече, ми личи многу на драмите, што исто е точно. Личи и на колумните, затоа што се изнесуваат транспарентни ставови, дури и политички. Значи, не бегам од тоа. Тоа си се оред. Меѓутоа, како да ви кажам, повторно, кога ќе се замислите над сето тоа, од романот се прашува што е смислата на историјата и на хероизмот. Се испратили да бидеш херој, народен, нели? Посебно во ова време. Пак се добиваат прашањата за вредностите како во претходните романи. Само што се овде соголени и додека го чекам овој роман, нели, што е тежок и така натаму, јас решив да се играм едноставно со она, да си ги спасам тие мои комични драмски ликови расфрлани по разни представи, да ги спојам во една приказна и мислам дека навистина уживав во таа работа. Романот излезе, вие рековте точно, тоа е пародија една. Драго ми е што кога го читаат луѓето се смеат. Тоа ми е најважно. А морам да кажам дека овој роман балансира умешно помеѓу сериозното и комичното, помеѓу филозофското и наративната динамика. Колку беше предизвик да се задржи таа рамнотежа, да не се западне ниту во површност, ниту да се отиде во некоја претенциозност? Тоа е многу тешка задача. Ја пишувајќи го овој роман, направи фактички две нешта. Оно што порано го свирев на пијано, сега го претворив на синтесајзер, да повеќе има да има повеќе публика, нели? И да дојде до поширок круг на луѓе. А второто нешто што сега гледам дека сум стварно е било предизвик да се направи, камо среќа да сум успеал да ја постигнам таа рамнотежа. Второто нешто е, навистина сум се коцкал со себе и со својот углед, затоа што јас реков и на промоцијата да напишете комедија е многу потешко од што да напишете трагедија. Комедијата има една тенка граница која ако ја поминувате во вулгарност, во навреда, во неполитичка некоректност, хумана
некоректно споминувате, навредувате човечки суштества кои, да речеме, имаат посебни потреби, права и така натаму. Многу внимавав, меѓутоа, ако и некаде ми се пуштеше нешто да удрам по некого, веднаш удирав и по спротивната страна. Ме разбирате што сакам да кажам. И леви, и десни, и прави, и криви. Ако светот не чини заради сите, не може заради еден да не чини, не е еден виновен. Така што не ги штедев. И мислам дека равнотежата дојде токму од тоа што мерев кому ќе доделам, нели, етикета некаква и кого ќе исмеам, па да исмеам и од другите. Ги спомнавте и предходно хероите, а дури рековте современиот свет не трпи херои и подвизи, како да е испразнет од високи цели. Дали книжевноста може да понуди лек за тоа духовно исцрпување или сме сведоци на завршница на еден цивилизацијски модел? Знаете што, многу убаво прашање, ама пак е тешко, многу се тешки сите прашања. На луѓето многу пати низ историјата им се чинело дека нешто пропаѓа. И дека доаѓа еден нов свет кој што ќе уништи се. Знаете ли колку отпор имало против железницата? Значи, која е измислена железницата? Или која е измислено радио? Стравото, дури и кај Маршал Макман, првиот медиолог, имате сведоштва за тоа дека луѓето се плашат од напредок, од телефон, дека тој ќе го уништи светот, дека дури и Фројд во она своја нелагодност во културата книга вели, кога правеле интервју, отишле во некоја планина и го прашале старецот: старче, добро е, вели, што има технолошки напредок или лошо? И он вели: лошо е. Па како вели лошо? Па вика вака: првиот мој син замина за Австралија, сега парафразирам, не се сеќавам точно. Вториот замина за Америка и овие му велат: па добро е, има авион, ќе се качите сега, веќе за 2 сата се наруча кај другиот син. Што има лошо во технолошкиот напред? А тој вели: синко, ама да не беше измислен авионот, моите 2 сина ќе беа со мене овде и ќе ја работе оваа земја. Значи, многу пати се случувало да му се чинело на светот дека дојде крајот. Не е прв пат тоа. Но овој пат навистина ни се чини дека се губи, како да кажам, суштината на хуманитетот, а тоа е љубовта. Тоа е милоста на човек кон човек, дека тие работи ги нема. Јас ако не верував дека книжевноста може да понуди лек за тоа, немаше веќе да пишувам. Ке си се повлечев некаде во некое село, ке си купев некоја викендичка и ке си седев таму и ке си чував кокошки и ке си уживав во својот мир. Јас верувам дека допрва доаѓа времето кога книжевноста ќе стане главно оружје за спас на светот. Може би сум утопист, може би се смеат луѓето, меѓутоа јас ви велам, како што ќе минува времето, не само што книгата нема да биде маргинализирана, туку ќе стане главно оружје во било која форма, и електронска и пишана, ќе стане главно оружје. Се повеќе луѓе ми приоѓаат и ми велат: не ги прекинувајте колумните, многу ни значи, ни давате надеж. Мораме да им даваме надеж. Па да, добро, колумните се достапни до сите. Го критикувавте антропоцентризмот, егоцентризмот, а во романот зборувате и за лесната заменливост на човекот. Дали токму себичноста не прави заменливи, затоа што се сведува на сопствената удобност? Па, себичност или егоизмот е, според мене, главната болест на овој свет. Не беше ни короната толку страшна колку што е велат пандемија на корона. Имаме пандемија на егоизам, имаме. И јас и вчера и завчера, не знам каде говорев, кажав, не е проблемот веќе во тоа што не делиме материјално со некого нешто. Кога бевме деца, имаш израз: дај еден гриз од сендвичот и ќе му дај. Не е проблемот веќе во тоа што не делиме материјални работи. Проблемот е што не делиме емоции. Знаете, вие и како да ви кажам, како се да е изнесено на пазар и како да има своја цена. За пријатели се избираат влијателни и моќни луѓе. Ајде, кажете ми, кој денес ќе избере за пријател обичен продавач на пазар?
и кој со него ќе скрши еден муабет на пазар. Јас тоа го правам. Имам пријатели во сите слоеви. Затоа што не сакам веќе пријателствата да имаат цена, да има интерес во тоа, да биде изложено на пазар. Тоа е егоизам. Нас ќе не уништи егоизмот, духовниот и емотивниот егоизам ќе не уништи. Дури ги гледам и младиве како парови, нели, момче и девојка и ова и она, па некако не ми оставаат впечаток дека се подаруваат цели како душа. Туку гледа да дојде до нешто што му е важно во таа врска, ние се подарувавме навистина цели во тие не само љубовни односи како млади луѓе, туку комплетно или кога работевме нешто. И да не сакаш ќе го засакаш кога го работиш, затоа што другите се тука. Со други работиш, со друштво, со оваа осаменост, оваа отуѓеност го развие егоизмот и за мене велам егоизмот треба да се стави прв на таа листа на светски епидемиски, пандемиски вируси и болести. Би сакала да ве прашам околу завршницата на таа можна трилогија на Папокот на светот, која што ја имате спомнато во некој од вашите интервјуа со можен наслов Папокот на тишината. Се го чекаме капиларот на Исус. А Папокот на тишината го одлагаме за понатаму, затоа што имам намера да го пишувам кога навистина ќе почнам да ја ценам тишината. Да, и ве вториот дел од прашањето, каков е вашиот личен однос кон тишината денес? Дали таа е за солниште, отпор или нужност, предуслов за создавање? Сакам да ви кажам нешто. Луѓето, например, тоа е многу чудно, луѓето прво учат да зборуваат, прво проговоруваат, а дури подоцна со години учат да молчат. Молчењето не е помалку говор од говорењето. Молчењето е понекогаш и најбогатиот говор. На крај крајшта Јацо Шопов тоа го кажа во своја песна. Меѓутоа, не знам дали вие забележувате дека сега додека зборуваме, ние изговараме зборови, ама има една тишина позади која самата се изговара себе си. Кога човек ќе дојде до моментот да тишината му зборува што треба да напише, за мене е тоа врв на писателскиот занајат, која ќе почне тишината да ја разбира како организиран говор. Таа обсесија од тишината ја имам како контратежа на обсесијата од музиката. Оти сите музички дела што се напишани до сега постоеле како потенцијалитет во тишината. Исто како што на празен лист хартија. Знаете колку можности постојат? На обичен празен лист хартија постои и Ана Каренина, и Странецот на Ками, и Венко Андоновски. Зависи кој прв збор ќе го внесете во тишината или во белината на хартијата. Така што со тој роман ќе почекам, уште не ми е созреана душата за да можем тоа да го направам. Имам уште едно трипартитно прашање за заокружување на овој разговор. Во едно интервју, се чинам дека беше за некој српски медиум, Македонија ја нарековте култура на премолчувањето. Дали со вашето јавно говорење се обидувате да ја разбиете таа традиција и дали ве плаши таа можност да го предизвикате гневот на оние што можеби ќе се препознаат? Хајде да почнеме одзади. Не се плашам од гневот на оние што ќе бидат прозвани, тие треба да се плашат од својот гнев, затоа што гневот и кога е насочен кон другиот те убива прво се тебе. Значи, дури и да сакаш да убиеш човек, прво треба да извршиш самоубиство. Треба да го убиеш човекот во себе, за да можеш да стрелаш во друг човек. Така што за тоа не се плашам. А за културата за премолчување ќе ви кажам едно нешто. Многу пати многу пријатели од европски земји, посебно странци, ми викаат да живееше ти кај нас, до сега ќе имаше тоа, ќе беше ова, ќе беше. Јас им објаснувам дека живеам во земја во која доминира културата на премолчувањето. Оној што е добар, ние не сакаме да го видиме. Значи, едноставно го премолчуваме и тоа се развиени цели стратегии како да бидеш премолчен. Меѓутоа, тоа те засилува како личност, да се бориш, што повеќе.
И сега ќе ви кажам, ако го споредиме тоа со боксерски надпревар, ние кои се бориме во оваа култура, како уметници, ние мораме да победиме со нокаут, немаме друг избор, затоа што судиите инаку ќе го наместат резултатот. Ќе изгубиме на поени. Само најупорните успеваат, но жалната вистина е дека вложуваме дупло повеќе енергија за да постигнеме нешто, одо што вложуваат оние кои живеат во регуларно уредени држави. И затоа и се трошиме поврзо. И ве го третиот дел од прашањето, дали премолчувањето, културата на премолчување е механизам на негативната селекција? Апсолутно, културата на премолчување е механизам да се отстрани се што вреди, за да може да владеат оние кои што се целосно осредни. Тие се здружуваат и кога, ако биле предходно непријатели, ќе се здружат кога ќе видат некој кој вреди и кој ги загрозува. А таа идеја за загрозување е повторно чудна идеја, параноидна. Барем во уметноста има место за повеќе уметници, за повеќе добри. Не значи дека еден е тој и не може никој да му парира. Ви благодарам за разговорот, ми беше задоволство. Благодарам и на вас.